Добро вечер. Недела 22 часот. Време за емисија во Центар. На YouTube сум Васко Ефто, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место, зашто бидејќи во наредните 63-64 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва едно фино, добро, малку тврдо интервју со Петар Георгиевски Камиказа, кандидат, независен кандидат, поддржан од партијата Левица за градоначалник на Скопје. Човек со една кариера, повеќе од 30-40 години во македонската уметност, театар, глума, музика, лидер, фронтмен на култната група Меморија и сега еден од кандидатите за градоначалник на Скопје. Едно интервју кое трае 61-62 минути, од неодлично интервју, останете со нас, погледнете го интервјуто и сигурно нема да зажалите. Немам потреба ја нешто да додам или да одземам. Самото интервју е толку добро што нема потреба од некој подолг вовед. Останете со нас, погледнете и сигурно нема да зажалите. Добро вечер. Како сте? Добро вечер, многу добро. Се попишавте? Не. Како не отворивте врата или не склучал? Па едноставно не сум дома овие денови, цело време сум по кампање. Значи едноставно не бев присутен дома. Значи сега може не сте у пописот, а сакате градоначалник да станете. Па можеби жена ми се попишала, не сум ја прашала. Никој не знае кај вас. Да, врата све не отварате, инкогнито, да, врата не отварате, а сите можеби сте попишани, ама не се сеќавате, а може женава ви се подпишала. Јас не се попишав лично, а можеби жена ми стварно бидејќи многу ретко и дома проваѓам овие денови. Значи по 20 сати сум на терен. Ви пропадна акцијата, не отварам врата. Пописот се спроведе, 1.830.000 луѓе, така што целата ова кампања на Левица што беше со месеци, доживеа фиаско, или вие не сте Левица? Јас мислам ќе треба да ова прашање да го викнете Димитар Апасиев и ќе ви одговори многу по-конкретно. Вие сте или не сте Левица? Ние сме заедно со Левица на овие избори и ќе победиме. А президиумот ја одобри вашата програма, се сретнавте со президиумот, имавте комуникација со президиумот, нели има тамо президиум? Да. Исто како комунистичка партија на Кина има президиум. Да, со президиумот се видовте, господине? Да, ги познавам лично некои од тие момци. Еден од нив ми е, така речи, син на мој другар кој почина од мотоклубот Букефал и 7 луѓе со президиумот. Едниот од тие 7 ми е. Ги знаете 7 луѓе? Па ги знам, да. Може да ги наброите? Па Реджеп Хактан. Еден. Апасиев. 2. Јована. Бранко. Тоа се 4. Сенада. 5. 5, Рафалто 2. Да, 5. Значи вие президиумот не го знаете? Да, 5 знам од нив, не, со тие што комуницирам. Значи президиумот не го знаете, а сте кандидат на тој президиум и на таа партија за клучната градоначалничка функција во државата. Така, јас знам петорица од нив и Добро, одлично се гласуваме. На листа што ви се тамо советници. Така. На советничката листа ги знаете луѓето? Сега ги упознаваме едни по едни. Сега имаме митинзи и клучните ги знаете, клучните? Па ги знам сите што се за градоначалници. На советнички листи јас. Вие гарантирате за таа советничка листа. Така. Вие сте кандидат за градоначалник и ќе треба кога ќе станете, нели велите ќе станете градоначалник, треба да соработувате со таа советничка листа. Знаете ли кој е на трето место на таа листа или на седмо место на таа листа? Вака сега. Значи јас требаше да бидам независен кандидат и сум независен кандидат за градоначалник на Скопје, поддржан од Левица. Ја знаете ли Катерина Јовановска, например? Катерина Јовановска? Да. Не. Таа ви е трета на листа. Одлично. Таа сигурно ќе биде советник. Па добро, а вие не знаете. Па ќе ја запознам, немам толку време сега, цело време века по емисии ме викате, не ме оставате ги запознавам луѓето. Панче Велков го знаете? Не ми оставате време да ги запознавам луѓето. Дајте ми малку шанса. Јас ве викам сега на 7 дена пред изборите. Така е. Вие имавте можност и време претходно 20 или 30 дена, барем овие што се на првите 5-6 места, 7 места да ги запознаете. Вие, освен Реджеп Исмаил, веројатно кој е прв, другите не ги знаете. Тој е носителна листа во носителна листа, да. Значи вие не ги знаете. Значи за голем дел од луѓето што се кандидати за градоначалници на Скопје, сега еден по еден се упознаваме. Значи Дарко од Карпош е извореден момак, Андреја од Центар е извореден момак, сега доаѓа Весна. Што имате вие со Левица освојне? Георгиевски. Имаме заедничка коалиција да ги победиме овие две мастодонски партии кои не тормозат 30 години. И ве мислите ќе победите? 100%. Бидејќи со сите со кои сум разговарал, сите викат ќе победиме изборите. Јас сум новиот градоначалник или новата градоначалничка и вака кога слушам испаѓа дека Македонија е поголема од Германија и ние немаме 80 општини или 64 македонски општини, туку имаме едно 2000 општини, бидејќи на толку победници нас ни е мала Македонија. Така и вие веројатно ќе победите.
Па ајде да видиме, 17 октомври не е далеко, на времето... За недела. Па да, за недела дена ќе ги видиме резултатите и ќе видиш дека некои работи ќе видат сменети конечно во Македонија. Инаку Дуваат нови ветришта. анкетите велат, Скопјани сакаат маж постар од 60 години, што значи дека вие сте фоторобот на тоа што сака Скопјани за градоначалник на Скопје. Конечно, благодарам. Тоа е она што му треба на Скопје, човек со искуство, менаџер со искуство. За разлика од другите, водам сам приватна фирма 20 и кусур години. Кога сте формирале таа фирма? Мислам дека 2000 година. Земавте некој кредит? 95-та бевме заедно тројца, па тој дел едниот од тие луѓе почина, па остана тоа кај другиот партнери бевме тројца, Вие да. бевте партнер со Бане Томато. И Баже, да, тројца, Да. и си отидов јас од таа Бане фирма. Бане Томато, фирмата на Бане Томато, односно студиото на Бане Томато, Добро. подоцна е рентирано за правење на ова 1 ТВ на Боки 13. Ова е све што се изговориме сега во моментот 2000 година. Вие сега зборувате за 2015-20. Бане Томато е дел на тој проект Не. кај што Боки 13 Добро. треба да се етаблира во една мокна, медиумска фигура, медиумски За магнат. тоа Бане ќе го викнете, зашто мене не Добро, јас ве прашувате? прашувам, само ја скажам кои ви се партнерите. Не, тоа не ми бил партнер, мене ми бил партнер и јас сум излегол точно од ради некои несогласувања во тоа време со... И Бане беше човек кој даваше опребато озвучување, кој ги работеше митинзите на ВМРО ДПМН, кој ги работеше емисиите на Ние ВМРО не сме биле ДПМН. заедно, јас сум собствена фирма од 1999 или од 2000 година. Значи Како моја ја лична формиравте фирма. таа фирма? KLS. Кога излегов, го земав третиот дел од третината од старата фирма. Кредит земав некој нов земавте? кредит, да, и го исплаќав тоа пред Од каде земавте кредит? од банка, од каде може да Да земам? не е овој тајванскиот кредит. За жал не. Не сте земали? Еве вака, ако некој извади било каков документ дека имам било каков кредит од тајванските кредити земено, ќе се откажем од Вие сте градоначалничката функција. Па не, ја немате градоначалничката, како би се откажале. Па, јас сигурно, јас треба, веќе... треба нешто да имате за да се откажете. Вие всушност откажувате од нешто што го немате. Так, окей. Тоа е исто кога јас да се откажам сега од Дженифер Лопес, да речам јас не ја признавам Дженифер Лопес за моја сопруга. Добро. Значи вие се откажувате од нешто што го немате, како може да се откажете? Значи, јас кажав дека додека трае трката, доколку било кој извади било каков документ, ќе се откажам од кандидатурата за градоначалник на град Скопје. Господин Георгиевски, вие сте роднина со Васил Топурковски. Да, близок. Близок роднина. Да. Што значи тоа близок? Прво колено, второ колено? Татко му на Васил Топурковски и баба ми, баба ми Лена, на татко ми мајка се брат и сестра. Значи блиска рода, блиска и рода. Мислам на татко ми е прв братовчето, мене ми е стрико или така нешто паѓа. Значи вие сте од целото Ошчима. Од Ошчима, да. Од Егејска Македонија. А мајка ми од Бапчор. Ништо од тие тајванските кредити пари не сте земале? Јас имам 2 деца, се колнам во нив, дека ниту Станче сум земал станот татко ми што го имал кај што живеевме, Значи ништо од Тајван. Значи банка скршена динар. И затоа и не можеа ништо да извадат во Виденови на кампањата. Тоа Не, ќе не, беше не, велам дека нешто извадили, него ве прашувам се роднини со Васил Топурковски, дали сте добиле нешто од тајвански кредити, Значи, дали сте искористили некои тајвански станчиња, бидејќи таму целата елита на она влада на Лјупчо Георгиевски на Васил Топурковски се у тие згради тајвански што се. Па ајде во кои згради? Јас живеев во Карпош 3 и во Ова Карпош е 4. некаде Карпош 4 до оние високите кули, тоа се тие тајвански згради. Не, во Карпош 4 во руските згради живеев во Карпош 3 во руските згради. Значи одговарате со левица. Како? Штом живеете во руски згради, значи сте печен да бидете кандидат на левица за градоначалник на Скопје. Океј, како така ти мислиш? Се согласувам со тебе Добро, потполно. овој надима камиказа. Добро. Велите дека сте го добиле бидејќи сте вежбеле гимнастика и сте правеле работи кои не ги правил никој друг. Така ви е даден надимокот. Така кажува тренерот мој, значи снимано е видео. На тоа видео веќе е вирално присутно на Facebook, може да го посетите ако се биле заинтересиран. Поточно ќе знаевте точно од каде дојде надимокот камиказа, гордо го носам. Па, значи тоа некаде Добро, вие се 60 треба да години, бидете градоначалник. 54 години, добро. Вие треба да бидете градоначалник. Добро. И вие не сте архитект, не сте барок, сега модерно или барок, Добро. тука сте камиказа. Камиказа е јапонски пилот или са јапонски пилоти во Втора светска војна, кои директно со своите авиони удират во американски бродови Супер. и загинуваат. Супер. Значи вие сте тука родени да рушите, Така. а не да граите. Вака. Што ќе рушите у Скопје? Тотално си неинформиран за надимокот камиказа. Камиканзе Добро. е добар ветер или јужен ветер. Не.
Тој е божествен ветер. Така. Значи, Сакам да те провоцирам точно да видиме како е. Можам да не па знам. како тогаш кажуваш за дека за ваква величина се спремам, тогаш значи ја се подготвувам. Тогаш зошто кажуваш дека се само тие пилоти самоубици? Дали е тоа божествен ветер? Тој е божествен ветер кој им помогнал на японците 1217 година, Браво. кога монголите се обидуваат да ја освојат територијата на Јапонија. Браво. Но мојот тренер мислел точно на тоа, сега што го кажам. Меѓутоа, видите. Ајде да не го трошиме времето. Може ли за надима? Имаш многу прашања сигурно поинтересни, па да си ги кажеме. Господин, во Втората светска војна, Добро. јапонските пилоти ги нарекуваат камикази. Добро. Поточно во битката 1944, таа една Перл Харбор, да, таа една клучна битка. И сега вие ќе победите на избори. Добро. И ќе се сретнете со американската амбасадорка. Добро. Сигурно ќе се сретнете. Ќе се сретнете со американска амбасадорка и ќе речете јас сум камикаса. А може и некој нејзин дедо. Може и некој нејзин дедо загинал таму некој брод кај што лупнале овие јапонски камикази. Така е. Колку наши загинале во Егејска Македонија, па ние се среќаваме со други денеска. Како? Нема да речете јас сум камиказ, ќе речете јас сум камиказа. Еве, јас те прашувам колку загинале, па ние се прашуваме. Со напал бомби. Како? Со напал бомби. Со напал бомби како стрикоми, например. Дали се поздравуваме ние со сите? Некој дедо на амбасадорка да сака да кажете, може фрлал напал бомби. Па тоа немам представа, ама еве, како ние се поздравуваме со сите? Едноставно некои работи треба да ги оставиме на историјата. Не може секој ден да ги употребуваме во секојдневното бавење со вакви работи. Имате време, еве се сте у кампања, имате време да следите телевизија, геополитика, што се случува во Многу слабо, можам да ти кажам дека од една во друга емисија влегувам. Значи, еве како што гледаш пред мене немам никаков текст, значи не сум се спремал. Ама сте го научиле, вие сте глумец, како викате таму на едно видео, гласно дебело зборите. Можете и гласот да го смените, бидејќи сте истренирани како глумец, така да сте го научиле текстот веројатно пред да не знам кој текст, не знам што ќе те дали те прашав што ќе ме прашуваш во емисијата? Но вие сте таква сериозна партија со таков аналитички штаб левица, сигурно имате проценето што ќе ве прашам. Па немам проценето, едноставно дојдов на тепка што би се рекло да ви се дадам на тацна да видиме што све имате да ме прашате друго. Не, јас сакам да ве представам во најдобро светло. Океј, ви благодарам. Да. Светлото е до сега одлично. Да. Маци само појачете луксите од 5600 на 6200. 6200. Да, може. Ќе го појачаме. Да. Ќе ве молам појачете светлото за да бидејќи вие сте бавите со тоа. Имате најдобра опрема. Се уште имаме. Како оди бизнисот? Лошо многу. И решивте бидејќи лошо оди бизнисот да се бавите со политика, да влезете во политика. Јас решив. На кој му оди лошо бизнисот во оваа држава, ведна се вклучува во политика. Грешка. Значи јас во политика се вклучив за можат вашите деца да видат дека постојат луѓе охрабрени да им се спротистават на овие два големи блока и дека едноставно кога човек поседува се во животот, така речи, кога е стабилизиран во секоја смисла на зборот, треба да го врати тој долг кон државата што му го дала. Стабилизирани. Велите дека лошо оди бизнисот. Значи не оди најдобро, имаше корона бе господин Васко. Тоа ли треба да ви кажувам? Па знаете дека 2 години има корона. Затоа веламе не оди бизнисот и влагате во Па политика. не може да оди бизнисот во време на корона. Партии ве зима, ве ангажирале. Сум работел до 2009-10 година политички кампањи. 2010 не работам политички кампањи, нема пари. Работиме апсолутно други работи, иначе кога ме прашува за што све сум работел, 95-та година имам работено за Сали Бериша, имам работено 99-та година за Ругова, имам работено за скоро сите политички партии во Македонија и сметав дека во еден период не треба веќе да се бавам со таа работа, бидејќи многу ми одзимаше од енергијата. И едноставно решив да не се бавам со политика. Георгиевски или камиказа како да ви се? Како ви драго? Сега начим со браќата на албанските гласачи. Се работеле за Ругова, се работеле за Сали Бериша, значи од целиот спектар на луѓе за кои сте работеле, сега и политички делувате по целни групи, значи со браќата сега. Така е, браво, и сега како левица им со браќата. Те гледате албанци? Сигурно ме гледат. Па тогаш ете имаме шанса. Со браќата на целна група на албанците работел човекот и за Сали Бериша и за Ругова. Така е. И бидејќи нема албанец колку што гледаме освен Бени Шакири, кој е некоја албанска партија го има кандидирано на овие избори, значи вие сакате албанските гласови да ги освоите. Јас сакам сите гласови на паметните луѓе во Македонија, поготово во Скопје да ги освојам и тоа ќе го видите на 17 октомври. Сумне Георгиевски рековте дека многу малку гледате телевизија и следите. Немам време сега. Да, еве јас ке ви. Ајде, молам. Многу е тензична работата помеѓу Кина и Тајван. Добро. 55 авиони
на кинеско воздухо. Тоа видов дека сака да се степаат. Да, тука се негде. Така е, превојна. Тука се негде превојна. Зирнав вака И попатно. сега ако се запукаат Кина и Тајван, вие за кога ќе бидете? За Кина или за Тајван? Ништо не ме занима, се ми изборите во Скопје Е, сега. добро, еве ќе победите, ќе станете Не можам, градоначалник. геостратег не сум во моментот, во моментот сум Еве ќе концентриран станете, градоначалник, како што како видите. градоначалник на Скопје. Со кого ќе го побратимите Скопје? Со Пекинг или со Тајпеј? Значи вака, кога ќе станам градоначалник на Скопје, прво ќе треба да расчистам ѓубрето кој го имаат Добро, ќе направено овие расчистите све. претходните. Ама еве ќе побратимите. Ќе треба да ги направам. Ќе побратимите градот со Пекинг или со Тајпеј? Значи немам за сега такво мислење, се надевам дека доколку добијам шанса или време, ќе го побратимам со поевропски некои градови, многу поблиски до нас. Ами тие се империалисти. Па нека си Читате таму програмата на левица што Добро. пишува. Дека тие ќе се борат против светските империалисти. Империалисти се Европска унија, империалисти се Америка, империалисти се Тајван. Добро. Васил Тупурковски, вашиот близок роднин, нели го призна Тајван и се скара со Кина. А овие се президиум. Значи они се блиски со Куба, тамо со Северна Кореја. Па Куба бе не е лошо, Куба уопште не е лошо, си бил на Куба Како некојаш. Бата Живиновиќ. Дали си бил на Куба некојаш? Не сум бил јас. Па јас имам гледаме филмови многу, вака Кастро многу убаво ми делуваше, да ти кажам право. Ако мене ме прашаш. Немам Сега лошо вака мислење. кога слушам, па вие може основач на левица сте. Па вас све комунистичко ви се допаѓа. Па дали е се комунистичко, не знам, ама Кастро навистина ми се свиѓаш. Па на овие избори нема ВМРО. Фидел Кастро е. Значи сите се комунисти или блиски на СДСМ. Значи ќе мораш овие албанските партии некој кандидат да дадат на овие локални избори во Скопје за да можат ВМРО-вци за ВМРО-вци нема за кого да гласат. Даниела Арсовска татко и висок функционер во време на Бранко Цренковски Така. во полиција, Така. Петри Шилегов смени 15 партии, на крај стигна во СДСМ. Добро. Вие, А јас како? Вие сте ултракомунист, гледате Кастро, колку партии имам Си сменето јас? Джинпинг, што се вика Мао Цетунг. Мао Цетунг. Браво, браво, бе, вас и- си да ги нап- и- И Мао Цетунг го знаеш, браво, ми се допаѓа. Мислам, не сме се запознали, ама еве ако вие А, станете добро, окей. градоначалник Јас ги имам читано за тоа и тие не книги, побратимите со И Кина. Карл или со- Маркс и Енгел, сите моравме да ги читаме. Или Карл Маркс и Енгел, како е тоа? Така е. Добро. Значи нема тука ВМРО-вец за кој да гласат. ВМРО-вци. Испадна дека сите се комунисти, комуњари или деца на комунизмот за кои треба да се гласа. Васко. Вие сте Ќе дете ми на дозволиш ли сега барем 2 минути без да ми упењаш? колку сакате. Добро, ти благодарам. Значи 91 година кога се правеше државата, јас бев горе на бината, заедно со Клјусев, со Киро Глигоров и сите останати со меморија. Значи затоа е клјакава државата. Да, клјакава. На почетокот беше многу добра државата. Реков, нели ќе ми дадете 2 минути без да ми Затоа е паѓате? клјакава државата. Ќе ми дадете ли 2 Јас минути? цело време се прашав господин Георгиевски зашто е клјакава државата. Ќе ми дадете ли барем 35 секунди? Ама кажете слободно. Е, повели. Значи, а во меѓувреме со неколку од тогашните луѓе ја формиравме оваа држава, значи и правевме се да го сочуваме интегритетот на нашата држава. Значи со дел од службите во полиција бев во зачувување на интегритетот на Македонија вклучен. И се ова сега во моментот што го инсценирате апсолутно паѓа во вода. Значи јас Блиски? со две деца во тоа време си го ставав. Блиски сте биле со службите. Јас бев дел од службите во зачувување на интегритетот на Република Македонија. Значи, Колку имавме- Регачанов со бугарските служби, така вие сте со македонските служби. јас сум само со македонските служби, со македонските луѓе, значи бе илустрира. мене ме интересирала, Бе ме илустрира. интересира и ќе ме интересира Македонија. Зашто да ме илустрира? сте биле со службите. Македонска служба те илустрира не може. Како да е служба? Гледате, Ја не сум бил кодош. Чокрес е илустриран. Така, ама ја не сум бил кодош, ја не сум бил во полиција. Силјан Аврамовски е илустриран. Сите соработници на службите биле илустрирани. Имате некој пазар со ВМРО, додека биле на власт, па не ви илустрирале, веројатно ви убедувале во овие движење, граѓанско движење за обнова на Македонија. Добро. Овие што се на протести, не ве гледавме на Дали протести. си ме видел некаде Не, до сега? не ве гледавме. А, не си ме гледал, добро. Не се договоривте за сума, за цена или не грешка сакавте си, јас или не бев на сакавте да ви- најголемиот митинг за Македонија за името, кога паѓаше снег, февруари беше месец, и бев со цела фамилија. Тој од кој падна ВМРО. Јас сега не знам кој кога паднал, јас знам кога сум излегол во Васко. Вие знаете кој кога стана. Не, кога сум излегол. И тогаш со чисто срце излеговме да го поддржиме. Ова е од кога е сменето името, така? Кога се уставните измени направени, кога Кога? референдумот помина, така? Така е, добро. И цел живот на моите постови секаде пишува Македонија. Значи, секаде. Не, со Македонија голема вечна. Не викам со службите, добар или лош сте? Со кои служби само? добро, Со гледате. бугарска, грчка, Со кажете. македонска, па велите дека со македонската служба сте организирале, Па немаше друга служба. дека вие сте формирале македонската држава, дека сте биле на бината, значи еве се слушам работи Значи, кои не сум ги слушнал окей, претходно, затоа супер. прашувам.
Многу сте блиски со службите. Па, јас сум со службите сум свирал на бина заедно со Чашуле и со Варушлија, го правевме трети Линден. Тоа служба ли е? Господин Георгиевски, гледате. Ова што е Алмако корпорација или Александар Македонски корпорација, Добро. тамо се пола од луѓето кои беа во службите. Која Кои беа корпорација се блиски извинувам? Алмако, што беа блиски до Васил Тупурковски. Алмако, Александар Македонски корпорација. Тоа е. Добро, не знам за кого зборувате, ама добро, окей. Па добро, тамо беа дел од луѓето кои беа во службите, кои беа дел од осумината и тие се вклучени во организација на таа корпорација. Добро. Таа беше столбот, трбет од кичмата на носење на власт на Васил Тупурковски. Затоа ве прашувам, Васил Тупурковски рековте пред 10 минути дека сте блиска родна, дека сте блиски роднини така. Добро, така е. Затоа ве прашувам, сте дете на службите, сте дете на комунизмот? Човек на службите или не сте? Или само во кафани седите и пиете кока-кола, ако смеете, се не смеете, веројатно сте овие левица, оние империалистички пијалоци не признават. Види, ти поубаво ќе беше да си го викнеш Апасиев во емисија и све ова да го прашаш него. Ја не сум портпарол на Апасиев, па сам Дали ме прашуваш смеете, се ве прашувам јас, дали смеете? Јас си пијам тоа што сакам, кола ретко пијам, еве како што гледаш кај тебе кисела вода пијам, пошто мислам дека има многу шеќери и не е добро за во мои години вака добро да изгледаш и да пиеш кока-кола. Тоа е моje мислење. А дали Апасиев пие кока-кола или не пие кока-кола, ќе треба него да го прашаш. Не прашав јас дали пие. Дали вие смеете да пиете, прашав. Па јас ако сакам ќе пијам и кока-кола и се што ми се пие ќе пиеме. За кого ќе гласате на овие избори? За Петре Шилегов или за Даниел Арсовски? Имаше едно видео, рековте ќе гласате за Петре Шилегов. Еден ден после тоа се коригиравте, рековте ќе гласате за Даниела Арсовска. Така е. За кого ќе гласате или вие уште не сте одлучиле? Вие сте во на група на кои уште не одлучиле за кого ќе гласате? Неопределен сум. Вие сте неопределен. Неопределен сум, страшно сум во дилема. Знаејќи дека јас ќе бидам сигурно во вториот круг, значи тогаш противникот кој ќе биде против мене, за него сигурно нема да гласам. Добро, господин Георгиевски, ставивте некој ваш роднина, пријател, комшија на ова советничкава листа за град Скопје? Немам никого ставено и не ме интересира. Не стигнавте од ова Јована Мојсовската. Сите роднини ги стаи струга тамо, веројатно и низ Македонија. Објавија медиумите, нели? Така е, добро. Дека пола листа во струга се роднини комшии на Јована Мојсовска. Таа вие член на президиумот. Таа е член на... Ја не сум член на президиумот. Јованка Брос, таа е. Те молам, значи се. На левица. Биди малце коректен, значи вие. Да, значи вие, кога ќе кажете вие, значи како да сум јас член на президиумот. Значи јас сум во коалиција со левица и не се правдам повеќе. Едноставно, значи зборувате за инсинуација, не прашувате зашто СДС и ДУИ се заедно, зашто ВМРО, ДПМН и Алијанса се заедно, него зашто двајца луѓе што се македонци по определување се заедно. И тоа мислам дека е апсолутен спин. И понатаму не би коментирал на таа тема. Мислам дека треба делот со левица да го затвориме, пошто имаме многу други работи да кажеме. Ако имате што да ме прашате. Господин Георгиевски, вие сте кандидат на левица. Добро. И јас ве доживам како кандидат на левица. Добро. И вие споделувате веројатно дел од програмата на левица, инаку не би програмата ни е 70 до 80% иста. Добро. Значи мојата програма која беше напишана, кога велам вие, добро, ви персирам и ви се обраќам вас, а не зборам во множина. Вака викате, на вас од левица не е персирање. Тоа е множирање. Да. Множење, значи без множење ќе биде супер. Ако сакате да ме персирате, ви дозволувам, повелете. Не, тоа е знак на пристојност, значи на секој што гостува во мојата емисија му се обраќам на вие. Добро. Без разлика дали се знаеме, дали комуницираме и така натаму. Со кој дел на програмата на левица, например, не се согласувате? Со кој дел од програмата на левица не се согласувам? Ние кога зборувавме со левица, зборувавме за програми кои се поврзани со животот на граѓаните во Скопје. Добро. Со скоро сите програми што ги имаме донесено, освен крпење на дупки, освен праење на нула на парак и така натаму. Освен идеи, нели, кои сите ви ги украле, така кажувате, дека секоја идеја која сте ја дале, тоа во вашите настапи кои се вадат парчиња, нели, на YouTube, што ги гледаме на Facebook и така натаму. Сите ваши идеи се после украдени или од Петре Шилегов или од ова Даниела Арсовска. Па Даниела не сум видел за сега, али Петре Шилегов скоро сите. Ги кради, значи Петре Шилегов. Па не, одма копа дупки и пушта чешми како. Добро, значи природна коалиција сте биле секогаш лево ориентирано, лево ориентирано. Онда ќе требаше да му работам пиар на Петре, тогаш ќе беше супер. Па не, вели дека вие сте тројански конј, сушност кој треба да ги излажи гласачите. Читате ли? Ви пренесот ли што пише по социјални мрежи? Поентата по социјалните мрежи е дека левица кандидирала своји кандидати за градоначалници секаде каде што ВМРО може да победи, а тоа да не се случи. И затоа сте вие кандидиран за
кандидат за градоначалник на Скопје. Тоа е логиката на ВМРО која по нивните социјални мрежи се пласира. Еве сега јас да те прашам те, што правам јас ако победам на изборите? Тоа значи дека СДС ќе дојде на власт со мене? Вие си сигурен дека ќе победите? Гарантиран, 100%. Колку вреди таа гаранција? Па, 100%. Да не биде поише од оној како Господа го простија. И на 18, и на 18. На 17, на 17, уште 17. Видете вака, чим видите дека е над 60% излезността во Скопје, Добро. тоа ќе знаете што се случило. Ќе ви биде све јасно. Добро. Ќе се каете за овој дел што го имате вака. Ако изгубите случајно, и ако не Ама влезе... тоа е случајно. Добро, еве случајно, велам Ете, ќе се јас. случи, Нели вие сте добро. колку сигурни, но еве случајно. Добро. Со Да не некоја- влезе во втор круг, сакаш да Да не кажеш? влезете во втор круг. Добро. И вечерта на 17 вас ќе ви биде непријатно. Не, нема да ми биде непријатно. Па нели викате сигурно ќе победите? Па, секој што ќе- Ми викате видете, дека народ. мене треба да ми биде непријатно што ви поставувам Така прашање. Ја не тврдам ви поставувам прашање. Не, а тврдите, вас- тврдите. Не, јас ви поставувам прашање. добро. А вие велите вас нема да ви биде непријатно што сте тврделе Така е. дека ќе победите. Кога ќе влезат влезете во двајца, втор круг. кога ќе влезат двајца боксери во боксерскиот ринг, го прашувате кој боксер ќе победи или кој ќе изгуби, тој секој што влегува во ринг тврди дека ќе победи. Е логично тоа. Вие сакате од логика да направите нелогика. Мислам, не ве разбирам. Еден боксер Добро? што користеше боксерски термини Добро. и боксерски жаргон и на го во Будимпешта јади гулаш. Уф, ја нема да можам да отидам до Белград. Да. Какви пари имам на страна ставено, до Белград не можам. Тие што ми се за дома за секој случај ставени, така да нема да можам јас Мислите да дека он со многу Будимпешта. пари отиде во Будимпешта? Па немам поима со колку пари отиде. Тоа е Ако негов вие не случај. можете да дојдете во Будимпешта, значи знаете или претпоставувате со колку пари би ви требало во Будимпешта. Па за да живеам толку време во Будимпешта ми треба бар стан да плаќам некакви пари, а такви пари немам за жал. Во хотел бела дека живее. Вау, негова работа. И добро, господине Камиказа или господине Георгиевски, победите во Скопје. Добро. Што е првата работа што ќе направите? Што најмногу, например, добро, освен што не ве викаат за нова година, да давате озвучување, да се вклучувате во тие бизнеси, што друго, освен тоа, например, ви смета и би го смениле кога би победиле на избори во Скопје? Прво, никогаш мојата компанија нема да работи за град Скопје, во ниеден случај. Ќе најдете некоја скриена компанија, знаете како се прави тоа. Не Па знам, не знам. една, две, Ти ако па знаеш, ќе ми кажеш, јас стварно не знам. Нема да ви кажеме, само слушам што Значи, пишувате, што ништо- пишувате на Facebook, читам да, што пишувате на ништо не Facebook, може да- дека преку Младински културен центар, дека преку други фирми се прават, се вртат парите. Веројатно тоа пошто го пишувате, го знаете, нема потреба јас да ви го кажам. Така. Ништо од тоа нема да биде така. И јас и така не работев овие години со град Скопје и мојата компанија ќе си ја превзема од моите две деца, син ми и ќерка ми. Компанијата ќе продолжи да си работи, а јас ќе работам како слуга на граѓаните во град Скопје. Мислите граѓаните сакаат слуга? Дефинитивно ќе видите дека од овој момент натаму, значи од овие избори натаму почнува промената на мејн сетапот на македонскиот народ. Кога ќе кажа македонскиот народ, тоа значи на сите граѓани во Македонија. Излеза Пасиев и рече дека кога ќе победат на изборите, смеам да ви поставам прашање за Пасиев, нели? Јас мислам дека веќе Не, е не. дегутантно, ама ако сакате Не, слободно. ама да ви поставам прашање. И сите прашања ќе ви отчутам од сега во овој момент за Пасија кој ќе ме Не, прашувате. ама ви тоа нема став. Добро, Дали ајде. вие согласувате со тоа? Ја ќе ви отчутам сите сега. Све што прашувате за Пасија. Добро, јас уште едно ќе поставам, Ајде, уште не повелете, ќе поставам. ајде. Ако таква е партиската задача, тогаш Океј. јас ќе ја почитам. Океј. Рече дека ако победат на изборите или кога ќе победат на изборите, ќе ги укини сите митинзи. Тоа беше објавено на социјалните мрежи. А, на ова ќе ти одговорам. Јас се согласувам со него во потполност. Еми сега откога не можете да озвучувате, откога се откажавте, ви одговара митинзите да бидат укинати. Претходно, ако можевте со озвучување да учествувате да организирате на Сали Бериша, на Ибрахим Ругова, за сите политички Па партии. каква врска има? Тогаш не сакавте да укинете митинзите. Каква врска има Сали Бериша и Ругова со Апасиев? Навистина не ве разбирам. Значи зборувате, Не, Апасиев вели- инсинирате, Апасиев- он ќе ги укине во Македонија, не во Албанија. А ќе ги укини сега велам јас, Така? од кога веќе не давате Добро. опрема, кога веќе не организирате Па не митинзи, организирам. До еве организирам сега за Левица. сега плаќа Левица? Па сигурно би требало да биде Од така. каде па таа партија? Па толку богата пари? партија многу, милиарда евра има. Кина, Куба, Све, Куба, Северна Кастро, Кореја, све, Кастро, све. све значи све, дојде. све од гроб се дигнати и плаќаат на Левица. Левица да победи. Да, Левица. Може и Руси да има. Тоа ќе го прашате пак Апасиев. Ма не, вие гледате, како кажувате, во едно ваше интервју читам, Така? дека кога сте почнале да се бавите со гимнастика, кај што го добивате прекорот Камиказа, само вие сте биле македонче, односно другите биле македонци кои се доселени од Русија. И тоа било во Од Егејска Македонија, да. Да, од Егејска Родителите Македонија во биле од Русија, Егејска да, и Македонија. дошле во тука во Македонија. Така И дека е. многу лошо говореле на македонски јазик и така Така е, натаму и така. така е. И дека сте биле во руските згради. И уште, значи, таму живее се уште татко ми, мајка ми, таму живее сестра ми. Во една
Значи татко ми и мајка ми живеат во Карпош 3, а сестра ми живее во Карпош 4. Во руските згради. Да. Така. Не ми смета мене тоа, пола роднини ми се по руските згради. Така е. Јас сум од И сум учил во Никола Карев. Тоа мене воопшто Во не ми гимназијата ми била смета. директно во руската зграда. Рековте дека ќе субвенционирате патеки кога ќе победите. Така е. Сигурно само што може за митинзите? Ќе дозволите? Вие сте коректен човек, демократ, сигурно многу сте прошетале, многу сте виделе, ќе дозволите. Вака едно новинарче да ви пости едно прашање. Новинар си или какво новинар? Новинарче, нели јас поставам тука прашање кои Затоа бега сите од тебе, јас добро собрав доволно храбро за дојдам тука да слушам све што сакаш тие. Вие имате повеќе знамења на митинзите отколку што имате луѓе на митинзите. Добро. Со по 3 знамења во раце се таму. Добро, супер прашање. Значи, во време на корона, никој не сака да го загрози животот на граѓаните. Повеќе од 50 луѓе на ниеден митинг левица немала. Тоа е само чисто да можат медиумите да го пренесуваат она што се прави, затоа што нема никаква присутност во медиумите. И решивме заедно да имаме 7 или 8 митинга вкупно во Скопје, каде што медиумите ќе дојдат и ќе го пренесуваат тоа што имаме да го кажеме. Ете, тоа е причината на толку мали митинзи. Сме Јуриски. Да. Па што не стегнете еден онлайн митинг? Еве Мите Лимонада или Митко Јафно Кладарци, вечерта во 12:15, веројатно во една феличита атмосфера, 6 месеци или 7 месеци рече дека ќе го презима тронот на ВМРО ДПМН, ко се разбуди сабајлето и ко свати дека не може да го преземе, рече дека направи онлайн митинг. Што не направите вие еден онлайн митинг, ове партискиве ботови на левица, таму еден бот вреди 100 присутни на митингот. Тогаш ќе имате милионски митинг со толку ботови колку што има левица. Или за ова не смеам да прашам. Ајде, смешеве повели. Ајде вака, ако на изборите во Скопје, овие сега што ќе се случи на 17, левица освои 70 или 80 илјади гласа, а имала по 50 луѓе на митинзите. Добро. Што ќе говори тоа, господине Васко Ефтов? Ако вие освоите 70-80 илјади гласови, вие ќе освоите власта во Република Македонија. Така? Па да. Дали тогаш тоа се све ботови? Македонците се ботови у тој случај? Видите, тогаш јас ако освоите 70 илјади гласови во Скопје говорам. За Скопје говориме, да, точно. Ако освоите 70 илјади гласови, ќе излезам ќе речам јасно. Не морате бојата да ја менја, да се ви се смени бојата, да чуфте бројката. Јас излезам зашто? Те господине Бригевски, не знам како да ви објаснам. Мислете се вика во центар, бидејќи јас сакам да видам подеднакво одвоен и од едната и од другата голема партија. Не гледам сега во моментот тоа, но ја ќе се Па еве, за која партија во моментот јас ви лобирам или ви агитирам? Двете партии за мене се штетни, двете партии за мене се... Значи имаме заеднички став. Не, имаме, но јас кога разговарам со вас. Така е. Значи јас не можам да разговарам со вас ко Камиказа 1 со Камиказа 2 или ко Петар Георгиевски 1 со Петар Георгиевски 2. Како што сакам јас да чујам? Не, туку јас разговарам со вас да можам да излечам колку може повеќе од вас, да ја поставам прашање, некојаш и да се збуните, некојаш да се изнервирате, некојаш да се расположите, но да извадиме цела енергија која ве имате, за да може публиката тоа да го види. И тоа е рецепт за добро интервју. Вие сте човек кој бил 30 години, 40 у медиуми, тие работи се учат на прво скалјува. Па може да сум ги научил најдобре, ве се од ново ги учаме. Вие сте актер. Вие сте биле актер. Не сум актер за Шекспир, не сум актер за политика. Добро, и кај Љубише Ристи сте биле, значи вие сте учествувале во многу работи, знаете како. 600 представи имам одиграни светот. Сега јас треба да ви кажам дека треба да го излечете од соговорникот и доброто и лошото. Добро. И тоа да биде презентирано пред публика. Публика да види енергија. Публиката сега гледа енергија. Да, вие цело време прашувате за Пасиев, ја не чув едно прашање за мене. Ама вие сте се собрале вака. Ама вие застанете вака, вака на пример, добро, се отворам. Да се отворите Роналдо, Меси, 3-3, 4-3-3, 4-4-3, тука да се игра и така напред. Добро, еве се отворив. Еве се велите дека кога ќе победите ќе направите субвенции или ќе дадете субвенции. Добро. За сите кои ќе купат патики. Така е. Некои посебни патики или секој што ќе купи патики? Васко. Ќе може да добие субвенција. Вака сега, значи. Патиките 18% е ДДВ на патиките и преку 25% е царина. 45% е цена на патиките за купување кои тие ќе дадат во дуќан да ги продават. Ние ќе пробаме царината да ја тргнеме бидејќи немаме што да штитиме. Никој така шарено во договор со државата. Се извинувам, може да завршиме на работа. Ама што се кандидирате вие? Може ли да завршиме еднаш? Да ме оставиш да завршам? Може ли? Да оставам јас. Ама вие се кандидирате за градоначелник на Скопје. Доколку не за премиер. На влада, не за председател на влада. Царина, даноци. Тоа не е во опис на работна задача на Скопје. Ние ќе дадеме предлог до царината да се укине царината на патиките бидејќи никој во Македонија не произведува патики.
за Македонија. За цела Македонија, Да, кажете предлог. никој не произведува патики во Македонија и со тоа неоправдано е толку оптеретено тоа основно човеково право да има поевтини патики. Зошто сега ќе ви кажам? Сите одат во Бугарија, во другите држави, затоа што таму после тоа ќе ви го вратат ДДС-то назад, бидејќи не сте non-European country, ќе ви дадат 20% попуст и точно тие 43% што во суштина ги плаќаат нашите трчачи, луѓето што сакаат да си купат своји обувки, значи ќе останат парите во Македонија, во Скопје. Ете затоа е ставена таа идеја за патиките. Како и за точаците, нормално. Нема потреба да штитите нешто што не постои. Ако државата не сака да партиципира во укинувањето на царините, ние како град Скопје ќе субвенционираме во сите можни облици на спортување кај спортистите да добијат максимално намалување на цените на спортските обувки. Гостев, кажавте минута време немалце. Да, по прва минута благодарам. Добро. Цела. Ви реков ќе остаме. Благодарам, добро. Значи вие ќе субвенционирате патеки. Било какви патеки или оние ефтини шангајки мора да се од Кина, Не. или оние фалса дида што ги носе овие Види, македонски не можеш да фирми, трчаш- дистрибутери и така натаму. Не можеш да трчаш со било какви патики, ако сакаш да трчаш, ако сакаш да пешачиш, ќе си избереш какви патики сакаш. Добро, за да купите патеки. Ако мене ме прашаш, купите- трчам со Хока патики. Хока патики се мислам јапонска фирма. Ако тоа те интересира најмногу, со Брукс сум трчал, американска фирма. Камиказа сте. Мора да е јапонска А, фирма. така, браво. Мора да е јапонска Така е, фирма. Вие така сте е, така е. замислите сега кинеска патика да носите, а сте Така е, камиказа. Значи, така е. вие сам ќе си го негирате прекаро што го. така е. Што го имате. Така е. А и велосипеди ќе субвенционирате? Така е. Значи тоа Тоа е допирна точка меѓу вас и ЕПСФ. И тој велосипед, и вие велосипед, со тоа што неговиот велосипед се вика Алфа Ромео. Кога снимат камерите вози велосипед, кој нема да го снимат велосипедите вози Алфа, вози Алфа значи, Ромео. види, Ама тој ви е лидер. Така, Ама тој ви е лидер сега. мојот точак, например, Тој набина за станува до вас, така? така е. Значи, мојот точак беше расклопен во делови и коштал 11.000 евра. Ја го допонудив за 2300 евра, никој не ќе да го купи. Не бил 11.000 евра, тука беше стајано колку што јас можам добро, ајде, баш ме можам да интересира. видам. Ајде да видам. Ти имаш еден, ја имам друга информација. Не, ово е велосипедот, нели ова Така, стана видиш фотографија. како е раставен точакот. Да. Во на колку делови е раставен точакот? Тамо на 3-4 дела напред. така, ајде ја раставиме И дека твоја. Што кола возиш ти? Да, и дека Не, не, што кола? не возиме, пешки се движам. Ти си од нашите членови Јас ствари. сум, да, од ваш чадор член. носиш сега го врне? Носам и то црвен. Ми се Намерно, свиѓа. Браво, браво, да пукне. Баш ми се свиѓа ова. Црвен чадор те молам да носиш. И сега вамо пишува Така. дека ова само рамката на точокот чинела 3000 евра. Колку ви чини точокот на Јас го продам за 2300 со се све. Еве, јавен оглас имам до За сите. 2300. Да, све заедно, точакот цел. А колку купивте? Како? Колку 2,5. Машала. Значи се гледа дека сте партија на народот и Така е. кандидат на народот. Добро. Ако можете велосипед за 2.500 евра да купите, Добро. тогаш на вистина народот треба да А гласа. со што да се тркам на триатлон, да земам точак рок? По-добро, ма видите. Како сега, видите, деца може што би- се може тркаат би во многу триолоджи деца- клуб имаат поскапи точаци од Многу моите. деца би биле нова Џоковиќ, меѓутоа немале пари. Ние родителите ќе да направиме да имаат многу деца сега све после ова. И деца ќе им направите. Нема И да деца ќе им направите, нема како да Бранко Цренковски што завршуваат, ви каже нема да на завршуваат времето. парите во џебови ничии. Ние до сега ќе имаме уште многу гради, ќе имаме врвни спортисти, ќе имаме се живо и диво. За жал, Кој гледам ака на фотографија. ви личи? Добар сум? Кажам, право. Прекрасен, а? Вие сте за Джиро Италија или за Тур де Франс, мислам со Па од ваква прилика скапа. тоа и возам. Вика 10.000 евра чинело ова. Вау. Целата опрема. Еве ја 2,5 продаваме. Доста дампинг давате. Не, 2,300, извини. 2,300. Сега сите што имате пари. Ете, господин бујру. И Георгиевски ќе прода ќе за објавиме две- во твојата емисија Го- кој го купил Да, точката. продава. Некој политичар сигурно. Кој може да плати у Македонија 2.300? Па најмалку 5-6 луѓе имаат точаци подобри од моите. Што возат во моментот во Македонија, ти не си заинтересиран за таа Не, работа. сум ја немам пари, јас може сум заинтересиран. О немам мај пари. гад. Ја Па немам само пари. камери ви вредат поише од мојот точаков дека во Не вредат студиото. камерите толку, добро, извини. вредат, мислам, Извини, да ги окей. гледате. Овие се купени камери 2013, апаратите се Па 2017. точакот е 2012 купен. Така да сега на старот нема да вреда сите заедно колку И вашиот па јас точак. така затоа толку ефтино го продавам. Меѓутоа гледате вас вие точакот за разонода Не мојот и можете, вие пари не печалите од точак. Вие Кој не ви кажува живеете, тоа? фамилија не раните од... И од камерите рана фамилија. Значи, добро. средствата за работа кои ги имам јас, Добро. чинат помалку од средствата за забава во кои инвестирате вие. Да. И вие сте успешен и богат човек. И добро е што се кандидирате како
представник на партија која се бори за сиромашните луѓе во Република Македонија. И јас го поздравувам тоа. Богатите и сиромашните треба да имат една кохезија, една коалиција. Вие таа коалиција представувате сега во Македонија. Јас сум најголемиот олигарх во моментот. Кој го представивте пред граѓаните. Ви благодарам Други многу не за ми тоа. доаѓаат. Значи еве јас имам прилика да представам Така, јас сум најголемиот олигарх до сега што ви дошол. Од тие што ми има дојдено оваа година. Благодарам. Ова сезона, така баш ми е драго е, баш ми е драго е. Па се плашат изгледа од вас, имаат многу мазно што би се рекло, па ете сега за точак се фатите и за патеки. Вие дојдовте без да се договараме, без да кажувам прашање. Ме прашате само каде сум роден и од кај ми е потеклото, ништо друго. Така. И јас имам и респект према тоа што го направивте и што дојдовте во емисијата. Имам респект врз база на се она што сте го правиле во кариерата. Така. Една одлична музичка кариера, меѓутоа се разговараме тука со Петер Јонински, кој ми каза кандидат за градоначелник на Скопје. Добро. Кој би разговарал како фронтмен на Меморија, тога сосема поинаков бил разговорот со вас. Добра, како директор на продукција, како би разговарале со мене, со 185 издадени изданија, со направена македонска музичка рок историја, како би разговарале со мене? Тоа е дел од вашиот портфолио, Така. кој е за респект. Која служба ми кажала тогаш да правам толку изданија за Македонија? Погоди за службата. Која служба ми кажала да го возобновам Скопскиот фестивал 10 години? Која служба? 5 годишни награди на Македонска радио телевизија. Која служба ми кажала? Секоја служба. Значи секоја служба функционира преку фудбалски или спортски клубови, Така. преку уметност и музика Така. и преку филмови. Кога ќе видите српските филмови, вие ги гледате дека сите олигарси се наредени како спонзори на тие филмови. Овде нема ниеден спонзор за Македонска радио телевизија. Кога ќе видите книги кои се напишани во Белград, Така. пола се напишани само иницијативно, пола се спонзорирани од служби. Така. И тоа е модел на функционирање на служби. Јас, ако се најдовте погоден од тоа Не се службите, најдовте, еве јас ќе го преформулирам прашањето. Дали службите имале потреба да комуницираат со вас бидејќи сте биле популарна и позната личност? Да, имале потреба. Добро, значи еве се Знаете зошто? Затоа што не испадне дека јас го обвинувам дека сте вие соработник на Знаете службите, зошто? кој подоцна бил уценет да мора да работи одредени работи. Точно имало такви моменти, затоа што на вториот албум и на другите ставивме печат Мадин Macedonian. И дојде службите ви тропна на врата. Така и вика, што е ова Мадин Macedonian? Викам печат. А што вика, ние сме Југославија се уште? Значи јас разговарам сега како што ве разбирам. А да завршам може ли еднаш? Со таткото на македонската нација. Бидејќи вие сте били на Бина, двајца од нив се починати, Никола Клюсев и Игор Глигоров, останавте само вие. Ние сите сме цела меморија сме живи, с краја да е. Не, зборам за Бината, која е Па на Бината горе сме сите, цела меморија сме горе. Да. Значи сите сме живи и здрави. Вие, немојте ве молам да продуцирате такви работи. И вие велите дека вие сте го дале името на Трети Линден, да, тогаш бев запослен во Македонска радио телевизија. И дека вие сте татко на таа маркетинг кампања, на таа кампања. Не сум татко, јас сум човекот кој го даде името Трети Линден, ништо друго. Татко, какви бакречи. Тоа секојдневно го работиме. И да завршам, значи тогаш службите пред мене нула имале иницијатива да направат изданија, а со мене 180 и кусур, и кога си отидов јас со нула изданија. Значи службите работеле само во мое време да се направи македонска рок историја. Мислам дека е апсолутно дегутантно на тоја тема да разговараме. Скопскиот фестивал, значи 10 години бев директор. 10 години имаше ревиски оркестар со над 100 луѓе, тоа е многу тешко за организација. Сем тоа бев директор на Евровизија. Значи, после тоа... Господин Георгиевски, се извинувам. Јас не сум програмски совет на МРТВ. Да ме бирате повторно? Па да ме бирам повторно, па вие да ми кажувате што сте направиле во МРТВ. Нема, вие ми прашувате цело време за служби и за пасија. Дај да потрошиме време, што сум направил во животот. Да ви кажам нешто што сум направил. Не сум програмски совет. Имам истрчено над 100 маратона во светот со Дрес Македонија. Не сум ни спортска редакција на Македонска радио телевизија, па да ми окажувате ова. Јас ве прашувам политички имам изложено 4 дуатлони. Добро. Ја имам представувано Македонија во најдобро светло секаде во светот. Добро. Ете така, значи тогаш ајде Горан Пандев да го ставиме градоначелник или Па Горан Пандев сериозен лик е на Македонија или да ги ставиме овие што трчат, тамо трчат. Па добро, стајте го Шилегов тогаш. Еве не трчаш Шилегов, стајте го него е. Зашо би го ставил јас? Јас гласам неважачко со години, со неважачко. И вие нема да гласате за мене сега на овие избори.
Па Сега катастрофа. имате шанса уште 10 минути да му бидите. До сега не успевте да му бидите. До сега не? Да, ама Ајде да пробам, ајде да пробам. Повторно раката стајте. Ајде да Толку ли е непријатно во интервју, се извинувам, ама. Не, воопшто, видео ли? Да, така некако гледате. Овој ми е стал ви сега вака. Маце сум попренот кога станав политичар, се кандидирам за политичар. Имам маце плочките ги немам. Во моментот и вака саково не можам да го закопчам. И вака го кријам. Вака стомакот. Значи не се чувствувате пријатно кога немате плочки. Сакаш да застана вака политичар? Ја никако не сакам, никако вие треба да освоите поглед. Да се доближам. Ајде по. Не може кај да се доближи, се сте поправиле тука, гледате како сам кажувате. Со стомакот не собира, гледај. Да, не може ништо да се. Стомачите, ајде видиме твоите. Не, ма јас не се кандидирам во Скопје. Па ја не се кандидирам во Скопје. Кога би се кандидирал, тогаш би покажал бицепси, трицепси, мускули. А тие мускули ако покажуваат тешко нив, ајде, повели. И не ми кажете за кого ќе гласате? За Петре Шелегов или за Даниел Арсовска? Ја ќе победам, немам намера да гласам за никого. Тоа беше спин. И убав спин, убаво помена, ме покрија сите медиуми, требаше да бидам гости на телевизија Алфа. Не отидов на телевизија Алфа, ми откажа гостување на 2 сати пред самиот настан. На моето место дојде господинот Таравари. И така натаму. Јас ја прифаќам секаде каде што можам да кажам некој зборе. И тој е кандидат за градоначалник на Скопје, Таравари, што дое на вашето место? Па немам поја, мислам дека е за гостивар. Од Алијансата. Меѓутоа на ваше место дојде. Не знам дали е моје место, они мене ме викна во емисија, па ми кажа. Кажете дека немате пристап до медиумите, дека има ставено одредена цензура вие да не се појавате, јас колку што гледам вие се појавате на сите медиуми. Таму кај што не викаат се појавувам, таму кај што не ме викаат не може се појавам. Таму ме викнале, ја не сум се понудил да одам на телевизија. Нормално се појавувате бидејќи треба да се обратите до граѓаните, да слушнат што имате да кажете. Така е, но кога ќе ме викнат во емисија, ти како ми кажа мене? Вчера за денес ми кажа да дојдам во емисија. Дојдов кај тебе? И дојдовте, не ви дам збор да кажете. Не, дали дојдов кај тебе во емисија? И се ми дојдат овие ботовите од левица, ќе пишат: "О, стего човекот да збори, затоа не те гледаме, не му даваш ништо, не си културен, не си примерен и така." Што ќе кажат? Тоа ќе чуеме заедно, ќе знаеме зашто се зборува. Да фатам врски преку вас тамо да не ме напаѓаат многу од левица, а може Пасиев и да дојде во емисија. Па богове, јас ќе дам телефон, ќе му се јавиш и може ќе дојде во емисија кај тебе. Да го прашаш за сите имам прашања. телефон 4 пати, 5 пати пробуваме да дојде, не доаѓа. Така. Вели дека не била во живо емисијата, ако беше на живо во Алфа не се јавуваше, ама еве може да дојде и стримче да стави па на Facebook да се емитува во живо дека гостува дека е присутен. Ти во моментот на телефонот гледаш еден куп прашања што си ги запишал за мене. Јас гледам. Значи јас не гледам ништо. Гледај, јас сум гол. Вака, со рацете. Ово го гледам, значи јас го гледам колку минути има. Ај стисни го тоа другото да видиш дека има прашања. Доле али окей. Нема проблем. Еве што гледам, еве. Окей, па близко сме пред крај на емисијата. Да, 45 минути веќе трае интервју. 46 една минута пуштевме пред да почне интервјуто. Тоа гледам јас. За да можам нели да не биде досадно, да трае сат време, за да можеме да ја задржиме публика, да бидејќи сите ние се обраќаме на публика која сакаме да не слуша, сака да не гледа. Што имате да ја порачате на публиката на град Скопје? Да гледам камерата или на тебе? Не, гледате. Добро. Гоце Вегета гледаш камерата, му реков дека Гоце Вегета дека кога се разговара со жена се гледа во очи во граде и во задник, не ми личиш на жена, извини. Не, во задник. Ако се разговара на интервју, се гледа во соговорник. Ја цело време гледам во вас, камера ни еднаш не погледнато. Граѓаните ќе им пресудат на овие избори на двата големи блока, на СДС и на ДПМН. Тоа е сигурно. Сите обиди, медиумски или било какви, што се прават овие спинови овие денови, ќе паднат во вода. Заврши времето на правење чорба без граѓаните. Нема шанси више да крадете, никој. Ето тоа. Ја мислам дека добра порака пративте. Ти благодарам. Јас тебе во очите гледав, а таму требаше да гледаме. Не, тоа на крај. Тоа ќе оди на крај, а? На крај не. Ти дај шанса да се добро, окей. Така е сега на сите дебати. Окей. Постојните како 2 минути имате шанса да се обратите на публиката и ви мери таму 30 секунди и вие се обраќате. Го имате спремено тоа ако говорили, тогаш го импровизирате. Имам ли пред мене? Не, маца таму. Немам никаде говори. Да речеме на Алсат, ко сте били или не знам. Никаде немам говори, едноставно ме носи атмосферата. Пробувам да учам да бидам дел од овој медиумски циркус. Како ви изгледа сега, например, политиката? Па, да ти кажам, као голем притисок затоа што треба се случат големи промени во Македонија. Од овие избори натамо ќе се случат во Македонија тектонски поместувања. Што барат луѓето, например, од вас? Да не лажеме, да не крадеме.
да ги почитуваме зборовите што ќе ги кажеме. Ете тоа бара. Ама вие не Многу се основни работи. кандидирате за поглавар на МПЦ, додуше Ја сега кандидирам за поглавар на Скопје на сега. Скопје, да, Да, за поглавар на Скопје се кандидирам. Додуше тие возат джипови, вие возите точаци, Па, така што и не зависи одговарате. каде одам, на планина или на равна, дали од тоа зависи каков точак возам. Така што не краде, не лаже, тоа се вообичаени работи кои треба секој нормален човек Па ја не гледам нормални до сега во овие 30 години. во Македонија. 50% од парите тие што се украдени. Господине Георгиевски, Да, ке се надоци Топурковски. Па тој беше долго време власт во Република Па Македонија. беше 2 години, не цели се откажа човек. Значи 28 години ке речете, не 30. Ке речете во овие 28 години без тие 2 години од 98 до 2000. Не, и он имаше искрена намера, не успеа да го спроведе тоа што имаше намера да го направи. Не се Го за- издадоа најголемите пријатели, токму ради вакви лукративни работи што се случуваат во моментот, мене што ми се И случува. како се вие, на пример, еве, Така. кога Васил Топурковски со толку големо искуство Така, дозволил пријателите поради лукративни причини да го добро, излажат, да го пуштат низ вода. така. Како вие, без такво искуство, Така. ќе може да гарантирате дека вашите пријатели, вашето семејство, роднини, нема поради лукративни причини да се откаже од вас и да ве пушти низ вода. Моето семејство да ме пушти низ вода. Па добро, пошироко семејство, не мислам на деца, не мислам на жена. Вака сега. Ако Имате уште големо еднаш семејство. те замолувам, ако имаме 70-80 хиljadi гласа, ќе те викнам јас во мојот подкаст што ќе го направам сега специјално за вториот круг, јас ќе те прашувам тебе прашање дали ќе можеш да дојдеш сигурно со сигурност? Што да не Е, дојде? окей. Значи условот е да имате 70.000 Не, не, гласови. доколку влеземе во втор круг, јас ќе те викнам, ќе направиме ние подкаст и јас ќе те прашувам како ти мене. Не, вие рековте дека ќе имате 70.000 гласови, а Не реков, 70 до 80 хиljadi, пази. добро, Цитираме добро. Значи вие ја кревате летвичката. 70 до 80 Ја пробувам гласа. мака малце да ве Не. да ве упросечам, Окей. малце да ви дам Окей. можност да се Окей. да ретерирате, меѓутоа вие уште поисока кревате летвичката. Така Значи ќе имате 70 до 80.000. Така е. Значи како трае емисијата, вие на крај ќе стигнете и до 120.000. Па мислам во вториот круг сигурно дека ќе имаме До 120.000. Да, сигурно. А ако имате 10-15.000 или 20, што правиме тогаш? Тогаш, значи, граѓаните се ова што ние го правевме, не го одобруваат. Многу просто. Значи, сме ја погрешиле приказната. Значи на 17 вечерта, Што би рекол Бранко Црвенковски? На 17 октомври, добро, како народот ќе ја земе судбината во своји раце и ќе прогласи една голема победа за левица и Перо Камиказа. гледате се од 30 години. Така е. Значи од 30 години вие го цитирате само Бранко Црвенковски. Да, сакав таа завршам, вие рековте имате завршен збор. Од 30 години Добро. А не Васил Топурковски, замисли. Па не мислех на Васил. А замисли не Васил Ни Топурковски. Лупче Георгиевски, ни Па Никола не се Горевски. сеќавам на ни некоја Христин. по-легендарна изјава од таа, на Ама 17 ама октомври. Вие сте СДСМ, вие сте левичар, за тоа СДСМ го цитирате, А, затоа Бранко. така. Значи јас велам, Петриш или Бранковист сум сега, да? Па, Чекај, Бранковист, па јас, нови- Цилеист, што сум друго? Ја да ви Маоист, таоист, што друго? Господине Повелете? Георгиевски, Ајде. нови избори. Добро. Јас само луѓе на Бранко Црвенковски гледам. Даниел Арсовска, Добро. конекција со Бранко Црвенковски. Добро. Петре Шилегов преку Наташа Савова, подоцна дури станува кум на Владо Бучковски, донесен во СДСМ. Бени Шакири не крие дека е човек на Бранко Црвенковски. Добро. Вие го цитирате Бранко Црвенковски. Значи Бранко е бог. Па не знам, ама изгледа сите деца на Бранко Црвенковски или сите Па луѓе Бранко на... е помал од мене? Ако не си знаел, кај нас су мало, помалите другачи праѓале. Не може да ми биде мене Бранко идол во животот. Ја имам направено Па во зошто го- музиката, па зошто го во цитирате? уметноста и во спортот, Зошто толку го- ми се свиѓа реченицата. Тоа што ми се свиѓа го цитирам. И не ми е срам, за разлика од многу други. Па добро, јас велам го цитирате Да, Бранко и не ми е срам Црвенковски. воопшто, напротив, се радувам на таква убаво кажана реченица. И повторувам, Значи, вие колку- на 17 октомври Левица и Перо Камиказа ќе победат во град Скопје. Значи сега, може ли да направиме една индукција, може. дедукција? Може да ги вратам раците вака или не? Ако ви е покомотно. А, добре, ако ви е вака ги држам. покомотно. Еве вака ги држам. Као да. ученичести ми А, вака, е, вратете ги вака, вратете ги вака. Вака не, како вие, како се викаат, Као ученичење. Не, како вие што ги вака- учат за говор на тело. Не, тоа е Пошто ја вака. не знам говор. Тоа е вака. Ама тоа е многу широко. Тоа е масонски знак. Тоа е многу Е, широк, Ангела, масонски знак. Ангела Меркел. Еве вака ќе ги Мило вратам Ѓукановиќ раците. вака ги држи. Еве, јас Никола вака. Горевски вака ги држи. А вака кој ги Александар држи? Вучич- Не знам кој ги држи, така не ги учат. Не ги учат, Не добро. ги учат така. Океј, еве ќе ги ставам долу Значи- како учениче. Спомнавте дека сте организирале
митинзи на Сали Бериша и на Ругова. И на Бранко Црвенковски, и на Љупчо Ѓоргиевски. Добро, сега го И цитирате. на Али Ахмети. Сега го цитирате Уште? Бранко Уште Црвенковски. сакате да ви Тоа кажам? значи дека вие очекувате во втор круг, Добро. ќе се правиме одредена анализа, во втор круг да влезете вие и Даниела Арсовска, така е да ве разбрам. И сега барате поддршка од гласачите на СДСМ или на Бранко Црвенковски да ве поддржат во втор круг. Може и таков некој заклучок да изна... Значи, веројатно правите анализа дека ќе влезе во втор круг. Ако влезете во втор Не круг, правиме, сигурно е тоа. добро е, сигурно е. Така Кој е. ќе ви биде кандидат или противник во втор круг? Па мислам Даниела Арсовска. Па затоа се обраќате на гласачите на СДСМ. Ви викам дека вие сте. Значи ти усвари ми правиш услуга, дај да пукнем. Ма не ти Фала правам ти за гласовите. Фала да ти. Ја ви правам анализа политичка, кого очекувате за противник во вториот круг. Даниела Арсовска. Даниела Арсовска. Да. Не Даниела, не, оди се љути Не, девојка. Даниела викаме се. Даниела, не ти Да, чув, да. извини. Ние доека не се кандидираше за Скопје, не знаевме како се вика. Така, добро. Да, Јас не- не знаев како се вика. Да, и она кажа на крај, или таа кажа на крај дека се вика Даниела. Добро, добро, окей. Нема никаков проблем. Даниела Арсовска. Со неа ќе се очиме во вториот круг, ќе ги измериме силите и како се рече на 17-ти. Не сега на 31. На 17-тиот кој ќе ги измериме силите прв пат на 31 октомври, народот ќе го избере Значи, правата, ќе ја избере правата лично за градоначалник. А ако не влезете во втор круг, тогаш Ама ќе не биде тоа тогаш ќе биде виновен Никој- ретрограден Не. Меркур, веројатно читате таму по порталите што пишат, никој нема да биде. читате по порталите Значи, што види, пишат. никој нема да биде Ќе виновен, речете- јас ќе бидам виновен. Ќе речете Јас- ретрограден Не, Меркур, не. хороскопот не ми бил наклонет, иначе инаку ќе Све победев. ми е наклонето, граѓаните како ќе одлучат, така ќе биде. Ако граѓаните одлучат дека јас не сум добар за Се градоначалник на можете, Скопје, уште една жога цитирате Бранко Црвенковски. Граѓаните се во право и кога грешат. и кога грешат. Сега, Така е, значи, па тоа може граѓаните Уште ќе бидат една во жога право, кажам. овој тогаш грешиле, сега нема да сгрешат. Георгиевски, многу луѓе ја завршиле кариерата на локални избори. Добро. Чудна работа, на пример. Игор Џамбазов кој? Не. Фуфо. И Никола Груевски ја заврши кариерата на локални избори 2017 година. добро, окей. Единствен пораз кој го има доживено. И претходен пораз има доживено исто така на локални избори 2005 година, кога е лидер на ВМРО-ДПМ. Добро, немам такви информации. Бранко Црвенковски Би требало да е 2013 така. година ја завршил Добро. кариерата на локални избори. Окей. Испади дека локалните избори се гробница за големи политичари. Добро. Вие сте почетник во политиката, млажи референт, што би се рекло во политиката. Уфа, браво, ми се свиѓа. Па добро, не сте биле досега политички активен. А? И како викаат, млаđi референт на 61 година. Уф, нема време доволно да се Вие ќе развие. ја почнете или ќе ја завршите кариерата? Јас ќе Уште дам, не почната. Јас ќе направам од Скопје метропола. Тоа ми е основната идеја. Никој нема да може повеќе да го прави, можете слободно да прочитате прашањата, еве, веќе не гледате во времето. Значи никој нема да може. Има уште многу прашања или како? Има уште многу прашања? Нема. А, нема, добро, заврши, Оми се извинувам. Ако Да, окей. не, сега ќе прочитаме. Не, окей. Имам за најави Бугарија, Да, добро. Близнаковски, Аха, Слави Трифунов како Албин Курти, Тимчо Лопарска Протугер, комшијата кај Мицко, еве ги прашањата. Да. Стево Грција, Српски свет, суетата ми на се Стево, свиѓа. да, еве го, Гоце Вегета. Еве Да, ги. да, супер. Тоа другото ливче ставете, што ви беше пред вас. не, не, Окей. ама еве го Супер. тоа. Јас уживам со И вас се- цело и време да ви сега- кажам. и сега гледам сега дека учам, сме поминали- сега учам. дека сега сме Точно кај поминали- сум сгрешил, учам точно кај сум сгрешил. Вие сте ми добар патокас. Во политиката? Не, во политиката, во се ова што го зборувавте. И за Мао Цетунг, и за Че Гевара, и да не колку се Не, наброите. не го спомнам. Че Гевара не го Не го спомнав. спомнам. Аз се извинувам, добро. Фидел Кастро, друг го кој не спомна- поддржава, вие го спом- добро. вие го спомнате Фидел Кастро. Кој беше друг? Јас сам реков Кина, Си Џинпинг, и дека има конфликт сега со помеѓу И Кина Мао Цетунг. и Тајван. Не, Мао Цетунг нели го кажав дека Аха. сте президиум, дека президиум Тој како сам, време да. на Мао Цетунг. Не, Ага. тоа Ориса која јадите. Аха, Орис сакам, добро. Па јадам сега Орис, јас морам така. Јадете, бидејќи нели сте спортски Така е, Орис и јадам и така тоа е натаму. интегрален претежно е. Па ја знаете како се храните. Така е, ти благодарам. И второ потекнувате нели ваа модерно богата. Луѓе не може да си дозволат интегрален Орис, а вие Така, се 60 обраќате. денари, 60 денари Па кило добро, е. 60 денари за некој е многу пара. Да. Вие сте нели Опа, нели вие сте добро. па добро, вие сте партија која таа приказна ја продава пред гласачите. Пак, Вози, па Океј, се согласувам. Се согласувам. Толку е непријатно да ве не, врзуваме не за ми е левица. непријатно, напротив ми е многу пријатно. Толку убави момци и девојки на едно место одамна не сум видела. На секое мое спомнување на левица, а вие сте кандидат на левица за Добро. градоначалник на Скопје, вие се вознемирувате. Тоа Како го се дежу- вознемирувам, не И то го Ајде дежува- уште нешто и да то кажам. го- и го- Толку убави луѓе Да. на Добро. едно место во последните години од мојот живот не сум видел на едно место. Сега левица е партија на богати или партија на сиромашни?
Јас сум независен кандидат со поддршка од левица. Јас не сум богат, значи не сум олигарх, или ако мислите дека сум олигарх, окей, тогаш нека добијат луѓето таква представа, нема никаков проблем. Левица имаат своја идеологија, децата се чисти, немаат криминални досиеа, имаат се што треба еден политичар да го има, како што требаше кога почнавме да правиме државата пред 30 години. Тоа што бевме ние. Таа партија ги со чуваше, душата. таа партија ги чуваше парите во Евростандард банка. Мисли, ја немам појма за кого. На најбогатиот Добро? македонец на времето. Еве, за ова немам појма, добро. Кои пари ги чувала? И тие пари пропадна во Евростандард банка, пари што ги има добиено за претходните избори. Околу 200.000 евра. Ставени се во таа банка. Бидејќи имало највисока камата. И кога таа партија, кај што има честни деца, Добро. со кои вие се гордеете, сега ги запознавате, не знаете кои ви се на листа носители. Јас знам на за сите што се градоначалници, тие што директно контактирам Тројца со нив. се замислете и тие да не ги знаете. Не се тројца, моце биде бројше се, срамот. ај почни да броиш. За Скопје збораме. За Скопје, Имате ај, број, во аеродром, ајде. имате во аеродром, имате Добро. во центар, во Карпоше, во Ѓорче Петров. Ајде понатаму. Па не знам каде А имате. кисела вода? Имате кисела вода? Добро, 5. Не, видиш, не знаеш се, имам уште. На ваков глумец. 7. На ваков глумец Добро. кој памти по 5000 страни реплики. Уф, Срамот не се е, пети и помалку се, ама многу е Добро. добро за говоре. да, срамот е да не ги памтите тие 5 или 7 Ја не сум прашал кој е. И тоа, советничките листи вие прашав, вие ниеден не знаевте. Добро. А вие треба да гарантирате за нив. И са прашањето е, ако таа партија Добро. не знае да си ги сочува своите пари и ги става во банката со најголема камата која пропаѓа бидејќи таму ги има стајно тие пари, Добро. како ќе успее да се справи со криминалите, да ги сочува буџетите на општините или на градот Скопје кај што има своји кандидати да. Таму сум јас сега? Да. Не сум јас толку Значи вие не сте, наивен. не сте наивен кон нив. Не, парите сигурно не ви ги Значи чувам. сега ќе ги направите децата, освен што се паметни и честни, да не бидат наивни. Меѓу другото, искуството и младоста ќе се спојат заедно, вин-вин ситуација ќе добиеме и ќе победиме на изборите. Господин Георгиевски, и да победите. Не и да победиме, ќе победиме. На 17 вечерта Октомври, народот ќе ја земе ќе се слушнеме. судбината во своји раце. Ако влезете во втор круг, Ако видите напред, ќе ви честитам. така е. Ако влезете во втор круг, помеѓу двата круга уште еднаш ќе ве викнам во емисија. Не, јас ќе те викнам кај мене, извини тогаш. Јас, Добро, еве, ќе- моето време... ќе возвратам, Е, така, ќе јас ќе возвратам. те викнам на мојот подкаст, ќе разговараме и тој ќе биде со многу гледачи. И јас ќе те прашувам тебе тогаш за многу Сакате, работа. можете и сега. Не, сега готово, завршивме, доста беше. Може, доста беше? Доста беше. Договорено. Не, мислам, доста беше по твојата емисија, иначе окей. Фала многу. Се највал, да си жив и здрав. Многу успех. Благодарам. Сум ве слушал со меморија. Добро. Супер бевте. Ама се скарахте со сите. Со кои сите? Разговарате? Сите се дружиме. Ај, Едва се погледни. собравте. Не, не. Едва се собравте после толку време. Значи најдобриот концерт во Македонија сакаш да го испоганиш. Зашто тоа го правиш во моментот е? Така го доживувате дека само да исполнете. 5,5 милиона, 5,5 милиона вјус има Дирлада. 40 милиона Господине Георгиевски. вјус има меморија. Не бевте сканани? Скарани. Па зашо прекинавте? Не ме Еден разбирате, успех, не еден- можеме да обстанеме на ова тржиште сега заедно тука. Ние направивме концерт без ни еден спонзор, господине, Значи, вие сте- затоа што немавме вие сте поддршка од службите што вас ве Ама не поддржуваат. сте направиле сам 185 Како? албуми, нели сам сте направиле? Таму е продукција? концерт. Значи Па и концерт без ни еден. Плюс имате и ваше Ајде. озвучување. Добро. Плюс имате па ваша затоа, техника. затоа можеме да го направиме без спонзори концертот. Значи, вас не ви треба, ако имавме вас не ви треба спонзори, спонзори и служби, ви имате доволно пари сам да го направите. Значи сте се растуриле поради некои други причини, веројатно внатрешни конфликти, односи, неразговарање, вие како Битлси се скаравте меѓу себе и после ви требаше 20 или 30 години да се обедините. Едноставно, ние 95-та година, кога се растури меморија, имавме само 850 карти продадени во универзална сала. И решивме дека треба да прекинеме. That's all, folks. После тоа се Значи, од таква популарност паднавте само на 850. Така е, јас не сакав тие денови добивав еден куп, тогаш имаше пејџери, немаше И велите телефони. дека универзална сала нема да ја рушите бидејќи имате убави спомени. Па последните Па нема. спомени на универзална сала ви се 850 карти, до се лоши, до се лоши спомени. Таму е Златно Славејче, таму е Скопскиот джез фестивал, таму се претходните успешни концерти на меморија. Јас не се срамам некогаш да кажам дека сум имал неуспех. Кој е тој човек што има само успех во животот? Таков не постои, господине Васко Ефтов. Господине Георгиевски, успех да имате на локалните. Ви благодарам многу. Ми беше задоволство. И мене. Се гледаме или ке вас на подкаст, Кај мене на или подкаст. ке мене во емисија. Важи? Се Во најдобро. вториот круг. Да, се најдобро, со среќа. Тука некаде е крајот на нашата емисија. Ви реков едно фино, убаво, културно, малку тврдо интервју. Жал ми е што господинот
Петар Георгиевски ќе ми каза не се замена многу посреќен од интервјуто, меѓутоа му посакувам многу среќа, многу успех на изборите, се надевам дека ќе има добар резултат, дека ќе го задоволи тој резултат и него и партијата. На крајот на емисијата сакам да ви честитам 11 октомври. Утре 11 октомври. Голем празник, почитувани гледачи. 3 дати или 4 дати се клучни за мене. Клучни за мене во Република Македонија. 29 ноември бил клучен кога живеевме во една друга држава, поранешна Сафар Југославија. Сега си ги чествам и посебно ги празнувам. 2 август, 8 септември, 11 октомври. Тоа се трите клучни празници. Се друго е периферно или споредно. Затоа честито 11 октомври, денот кога македонскиот народ се крена на востание, се крена на револуција, која на крај заврши со Македонија како независна држава која се приклучува на поранешна Сафар Југославија. И подоцна доаѓа 8 септември 1991 година, кога Македонија прогласува својата независност. Да ни е честит, да ни е вековит празникот. Ние се гледаме во четврток 22 часот, до четврток во 22 часот, тоа е предпоследна емисија или односно последна емисија пред изборниот молк. Дали ќе има интервју или ќе има политичка анализа ќе видиме, и тоа секој случај ќе биде една добра емисија. До четврток во 22 часот, пријатна вечер Македонија, каде и да си.